Вие и јас, како човечки суштества, имаме неверојатна тенденција да сакаме да го винуваме Бог. Во 1997 година, по трагичната несреќа на принцезата Диана во Париз, еден телевизиски дописник го праша Филип Јанси дали би сакал да има интервју во неговата програма. Новинарот рече: Филип, сакам да те прашам, зошто Бог би дозволил нешто волку трагично да се случи? На Олимписките игри во 1994 година, Дан Јансен, одејќи по неговиот златен медал, се лизна по мразот и ја изгуби трката на 500 метри. Неговата сопруга Робин, која беше во трибините, се слушна како гласно извика: "О Боже, не! О Боже, зошто? Зошто си толку суров?" Мом? Бог е суров затоа што Дан Јансен не освои златен медал? Джеймс Добсон доби едно писмо од една жена која вели: "Пред 4 години живеев со мојот дечко. Останав бремена. Бев уништена. Како можеше Бог да ми направи такво нешто?" Мом? Што подразбирате по тоа, како можеше Бог да ми направи такво нешто? Талентираниот боксер Реј Бум Бум Манчини имаше надпревар против еден кореец. Во текот на надпреварот Реј Манчини му зададе силен десен удар на кореецот. Набргу потоа, кореецот почина масовно мозочно крварење. Во интервју за новинарите Реј Манчини изјави: "Понекогаш, на вистина, не разбирам Бог зашто ги прави работите што ги прави." Мом? Реј Манчини, вие го удривте кореецот во глава. Тој умре од масовно мозочно крварење. Тоа не беше Божјо дело. Сузан Смит ги зема своите 2 мали момчиња, ги стави назад во својот автомобил и го пушти автомобилот долу во езерото. 2 момчиња се удавија. Откако првично овен афроамериканец дека го направил делото, набргу се дозна дека Сузан Смит е крива за убиството на своите деца. Во своето искрено признание изјави дека откако ја турнала колата, почнала да бега викајќи: "О не, зошто Господе, зошто ми дозволи ова да го направам?" Мом? Сузан Смит е одговорна за тоа што го направи. Една филмска актерка во интервју за новинарите со солзи кои течеа по низините образи го кажа следното: "Мојот љубовник се опи, падна од јахтата и се удави. Како можеше Бог да го допушти тоа?" Извинете, што? Ако се опиете и паднете од јахта и се удавите, тоа не е кривица на Бог. Тоа е вашата неодговорна одлука да се опиете. На крајот на криштата, јас не знам зошто Бог дозволува смрт, зло и страдање да продолжат. Но да се обвини Бог поради нашите неодговорни одлуки е чисто бегање од реалноста. Бог ни дал слободна волја. И со таа слободна волја доаѓа 2 опции. Првата опција е кога имаме промислени и одговорни одлуки. И кога имаме промислени и одговорни одлуки, имаме придобивка. Но, кога имаме непромислени и неодговорни одлуки, тогаш евентуално мораме да живееме со консеквенциите од истите. Бог е праведен, не го заборавајте тој момент. На почетокот од книгата на Битие, авторот користи една мала, конкретна фраза после секој ден од креацијата. Фразата гласи: "И Бог виде дека е добро." Оваа фраза постојано се вметнува, како да сака авторот да ти вметне во умот да каже дека кога Бог создавал, тој завршил одлична работа. Бог не го создал злото. Но, во 3 глава на Битие читаме како автономни индивидуи се побунуваат против Бога.
И тогаш, браќи и сестри, ете тогаш, кога стрелата е утна својата мета, кога возот одлета од шините, кога ние луѓето му кажавме на Бога да се тргне, тој делумно е послуша нашата желба. Зема чекор назад од земјата. И што настана? Хаос низ целата земја. Непорочности, гадости, стравој и грев ја исполнија целата земја. Тоа беше како отварање на Пандорината кутија. Една од главните идеи во книгата за Јов е дека животот е неправеден, но Бог е праведен. Не ги мешајте тие две работи. Верата на Јов не се заснуваше на животните околности. Јов многу добро разбра дека често животните околности и не се најправедни. Неговата вера се заснуваше на разбирањето дека Божиот карактер е добар. Јас му верувам на Бога, затоа што неговиот карактер е добар. Не затоа што моите околности идат по мој пат, или затоа што Бог ми поставил црвен тепик ни животот. Не, Бог никому не постава црвен тепик, драги. Исус многу јасно кажа, во овој свет ќе имате неволи, но бидете храбри, јас го победив светот. Исус крварши и умре на крстот за да го победи злото и смртта. Умре за да ни ја даде конечната победа над смртта и пеколот. Да ни ги прости гревовите кога се каеме и да ни го даде дарот на вечен живот на небото кога ќе одговориме со доверба. Крстот на Исус Христос покажува Бог, но Бог кој сострадува. Кога Бог стана човек во Исус Христос, тој првично од прва рака виде што значи страдање. Така да, преку крстот, Бог го нуди конечното решение за страдањето, злото и смртта. Простување и вечен живот. Но, дали сме спремни да го прифатиме Божјото решение за проблемот со страдањето? Дали го прифативме Исус? Кога ставате вашата вера во Исус, тој ве повикува да се борите против злото во овој свет и да се спротивставиме на уништувањето на животот. Тој не повикува да промовираме живот, а не смрт. Еден ден, некој човек бил во капела и гневно одел по неа и извикал гласно: "Погледај каков неред овој свет Боже! Ти кога создаваше, заврши многу лоша работа." Одел по патриката, малајки по клупите, и рекол: "Јас, Господе, можам подобра работа да завршам." И одеднаш седнал. Еден тивок глас дошол до него, кој велел: "Токму тоа сакам да го направиш." Ова значи дека кога ќе го прифатите вечниот живот и ќе разберете какво е небото, тогаш сакате да работите во овој свет, за да го направите повеќе како што е небото. Верата во Исус се манифестира на практични начини. Кога ги храните гладните, кога ги облекувате голите, кога ги посетувате болните и затворените, кога стоите зад праведноста со чувството и држливоста. Исус Христос сака да ве употреби дури вас, па дури мене, за да го направиме овој хаотичен свет подобар. Дали знаете дека имате вечен живот? Постои само еден начин на кој можете да знаете. Тоа е кога ќе ставите вашата вера, вашата доверба, вашата лојалност во Исус Христос. Тој ви простува и ви го дава дарот на вечен живот. Но, тој не ве остава само таму. Тој ве завртува и ве праќа во свет полн со суровост, полн со неправедност, полн со болка. И тој не повикува вас и мене да направиме разлика во животите на луѓето. Да се спротивставиме на дехуманизацијата на луѓето која е толку расширена. Да се спротивставиме на деградирањето на луѓето која е толку опширно преку расизмот, сексизмот и чистата експлоатација. Исус Христос сака да го употреби вас и мене да го направиме овој свет повеќе
како што ќе биде новата земја. Дали сте спремни за тој предизвик, драги браќи и сестри? Ве молам, не бидете заробени во апсурден циклус на горчина, само сожалување и гнев против Бога. Наместо тоа, сватете дека Бог е Бог кој страда. Тој стана човек во Исус Христос. Тој страдаше, крвареше и умре на крстот за да го обезбеди конечното решение за страдањето и смртта. Ставете ја вашата вера во Исус Христос и дозволете му на Христос да живее во вас, за да ви даде морална моќ, да стоите за правда, праведност, сочувство, простување и милост, за да го направите овој хаотичен свет подобар. Бог нека ве благослови додека носите таа најважна одлука. Бог нека ве благослови додека ставате вашата вера во Христос и го примате дарот на вечен живот, што Тој го ветува на сите оние кои му веруваат. И Бог нека ве благослови додека станувате Божи агенти на промена во овој многу хаотичен и проблематичен свет. Бог нека е со сите нас. Амин.